ќе почнеме заради други активности што ги имаат денешните учесници на настанот. Почитувани гости и панелисти, ми представува чест и задоволство да ви посакам добре дојде на денешната работилница насловена неодложна пристапност за медиумските потреби на лицата со попреченост, која Агенцијата за аудиовизуални медиумски услуги ја организира како дел од деновите на медиумска писменост 2022 година. Под мотото размислува и критички составија целата приказна со годинешниве четврти денови на медиумска писменост. Агенцијата и мрежата за медиумска писменост се приклучија кон глобалната недела на медиумска информацијска писменост на УНЕСКО, чие што мото е негување доверба, императив за медиумската и информацијската писменост. Денеска сме тука, медиумите, институциите, невладините организации, представници на здруженија на лица со попреченост и поединци во име на негување на довербата, да овозможиме диалог помеѓу сите засегнати чинители кои ќе придонесе за надминување на бариерите во испорака на медиумски содржини. Примената на парадигмата еднаквост и еднакво учество во општеството за сите општествени групи особено почива на работата на медиумите. Конвенцијата за правата на лицата со инвалидност на Обединетите нации утврдува дека државите членки се должни да водат сметка за заштита и унапредување на човековите права на лицата со различни видови попреченост во сите политики и програми и да се обрзат да преземат мерки во областите на економските, социјалните и културните права, согласно со максимално расположивите средства и доколку е потребно во рамките на меѓународната соработка да се постигне постепено потполно остварување на овие права. Ревидираната директива за аудиовизуални медиумски услуги е основата за регулирање на аудиовизуалните медиумски услуги. Во рецитало 22, таа потенцира дека правата на лицата со попреченост и на постарите да учествуваат и да бидат интегрирани во социјалниот и културниот живот на Унијата се неразделно поврзани со обезбедувањето достапни аудиовизуални медиумски услуги. Начинот за постигнување достапност треба да вклучува, но не треба да биде ограничен на знаковен јазик, титлување, аудиоопис, лесно разбирлива навигација на менито. Резолуцијата на Европскиот парламент од 22 мај 2013 година за спроведување на директивата беше првиот официјален документ кој побара дефицитот програми на за лицата со попреченост да се обезбеди со редовен преглед на мерки кои ги преземаат земјите членки и проценка на нивната ефикасност, за да се осигури дека аудиовизуалните медиумски услуги континуирано стануваат подостапни. Ова исто така укажува на потребата од поширока достапност на програмите, особено оние кои се испорачуваат преку услуги по барање, преку понатамошен развој на меѓу друго аудиовизуалните титлови, знаковен јазик, аудиоговорни титлови, знаковен јазик и мени навигација, особено кај електронските водичи за програми. Всушност, името на овој настан, неодложна пристапност, е терминот со кој оперира изменетата директива и истиот сметаме дека најдобро ги одразува промените и усогласувањата кои ни предстојат. На почетокот на 2020 година, непосредно пред започнување на пандемијата, овдека се собравме со радиодифузерите и содавателите на аудиовизуални медиумски услуги по барање, за да го антиципираме неизбежниот процес на усогласување на изменетата директива, како и примената на изборниот закони кои ги обврзува националните радиодифузери да обезбедат известување за изборниот процес на достапен и пристапен начин, вклучувајќи и знаковен јазик. Во таа прилика беше подготвен нацрт саморегулацијски документ за пристапност до аудиовизуалните медиумски програми, за кој присутните изразија согласност и подготвеност да ја продолжат работата на истиот по завршување на изборниот процес. Тогаш беше инициран и адресата достапност maimунчeavamau.mk за да послужи како точка за комуникација меѓу радиодифузерите, сервисите по барање и Агенцијата за размена на информации за обезбедување достапност до програмите, размена на прилагодени материјали и на достапни информации за итни случаи и непогоди. Таа треба да биде
Таа треба да се користи како национална координативна точка за прашањата поврзани со пристапноста на содржините програмите, преку кои ќе може да се поднесуваат представки од заинтересираните лица и други субјекти. За жал, поради пандемијата, овие активности беа запрени и сега се чини дека е вистинскиот момент тие да се актуализираат. Медиумите имаат двојна улога во борба против дискриминацијата на лицата со попреченост. Од една страна, тие треба да обезбедат лицата со посебни потреби на еднаква основа да го остварат своето право на целосни и редовни информации, вклучувајќи достапност на медиумските содржини во формат кој е прилагоден за лица со посебни потреби. Од друга страна, како форум за изразување и канал преку кој се пренесуваат пораки, медиумите можат значително да придонесат за развој на културата, на човековите права, инклузија и промовирање на идејата за еднаквост. Но тие исто така може да придонесат и за ширење на предрасудите, стигмата, стереотипите и негативните ставови кон лицата со посебни потреби. За наминување на бариерите за пристап до програми, не се секогаш потребни само финансиски средства, туку е нужна и промена на свеста. Ви благодарам и го поканувам колегата Сашо Богдановски, раководител на Оделението за човекови права и медиумска писменост во секторот за програмски работи на Агенцијата за аудио, аудиовизуални и медиумски услуги, да ја преземе улогата на модератор на настана. Повелете. Благодарам. Му благодарам на директорот што подсети генерално на политиката на Агенцијата за аудио и аудиовизуални и медиумски услуги и активностите кои што беа спроведени и генерално на она што се некои наши определби да ја следиме европската регулатива во целиот процес. Јас би подсетил само на неколку клучни работи кои што беа направени во агенцијата, а тоа е анализата на потребите на лицата со инвалидност од медиумите, од медиумски програми. Исто така би подсетил на брошурата која што ги објаснува алтернативните начини на пристап и како можат медиумите да обезбедат содржини кои што ќе бидат пристапни за различни видови на оштетување. Исто така, пред се би сакал да во смисла на проактивноста на агенцијата да го споменам и подготовката на нацрт саморегулацијскиот акт кој беше инициран непосредно пред пандемијата и мислиме дека ова е многу значаен момент повторно да ги почнеме тие разговори, затоа што имаме некои поидовни точки, а овој процес е неизбежен и веќе има законски определби кои што бараат од радиодифузерите да обезбедат пристапни програми. Денеска со нас како соговорници ги имаме Кристијан Лазарев и Елена Кочовска. Јас мислам дека не треба да ги посебно да ги представувам, тие можете ти самите подобро да се представат, а веќе се и доволно познати. Требаше да го имаме исто така и Љубиша Савески, кој што е наставник по моден дизајн, има свое модно студио. Требаше да ги представи всушност потребите на лицата, на глувите и глувите лица, нивните програмски потреби. Сметаме дека е ова извонредно значаен аспект, особено кога се работи за телевизијата, бидејќи таа е медиумот кој што пред се може да ги задоволи тие потреби. Најнапред би сакал денеска да го вклучам во разговорот Кристијан Лазарев, кој ќе ни објасни што всушност представуваше неговата работа на синтетизаторот на македонски јазик, затоа што се уште па и ние самите не знаеме доволно. Ние се обидовме нашите страници, нашите веб страници да ги направиме пристапни и да употребиме синтетизатори, меѓутоа ова е еден чекор понапред, што веќе тој го правеше и мислам дека автентично може да не запознае со тоа. Повели, Кристијан. Благодарам.
Ви благодарам, директоре. Мило ми е и чест што имам покана да учествувам на овој настан. Ова е многу значаен настан за попречените лица, затоа што ние сме секојаш дел од медиумите, но многу е важно како сме вклучени во медиумите, како медиумите не портретираат, затоа што постојат во теоријата на инклузивноста два модели. Едниот е медицински модел и нашите вести, нашите информации за лицата со попреченост најчесто се представени преку тој модел. Што значи тоа? Лицата со попреченост се представуваат како пациенти, како лица што треба да се сожалувани и треба да им се помага за да испливаат некако низ општеството. И вториот модел за кој што би сакал да зборуваме општествениот модел, општественото гледиште за лицата со попреченост, кој што вие медиумите можете да го постигнете преку ставање акцент на бариерите во општеството, а не на бариерите што ги носат самите диагнози на лицата. Што се однесува до вториот дел од тоа на што ме праша господинот Сашо, пристапноста може да се обезбеди на повеќе начини, зависно од тоа за која категорија на луѓе со попреченост се работи. Конкретно, аудиочитачот што беше промовиран минатата година Кико, ова година промовиравме уште еден аудиочитач, се нарекува Сузе. Тие два се користат и имаат многу поширока општествена улога, освен само како информативни помагала. Може да се користат и на Android телефони, и на Windows уреди, и со нив да се исчитуваат вестите што вие ги пишувате, информациите што ги пласирате до јавноста. Може би да споделам за јавноста и за вас една информација, а тоа е во последно време, тоест последната верзија на Microsoft Edge, има една алатка што возможува секоја веб страница да биде исчитана и секој PDF документ да биде исчитан со природен глас направен од Microsoft. Така што ве охрабрувам кога ќе отидете од ова панел дискусија во вашите канцеларии, проверете дали ќе може да го направите тоа на вашата веб страница од вашиот медиум. Ако можете, значи имате еден чекор плюс во обезбедувањето на пристапност. Во однос на другите работи што може да се направат во делот на пристапноста, тоа е да се направи опција фонтот на вашите вебсајтови да се менува, да се направи поголема контрастивност на позадината во однос на текстот за лицата што имаат делумно оштетување на видот. Има еден фонд направен од Филозофскиот факултет, Dyslexic FZF се нарекува, може да го аплицирате и тој во вашите вебсајтови, така што луѓето со дислексија полесно ќе ги читаат вашите вести. Понатаму за луѓето со оштетен слух, луѓите лица многу значајна работа е употребата на знаковниот јазик, но не се употребува доволно, 0, нешто проценти е употребата на овој знаковен јазик во медиумите и тоа прави тие да се лишени од сите оние работи што вие сакате да ги пласирате до нив, а тоа не е мала група. Мислам дека околу 7000 луѓе во нашата држава се со оштетен вид регистрирани во Сојузот на луѓе, а сигурно има многу повеќе што не се регистрирани. Така што до таа категорија не допираат информациите, не важните информации, туку и оние што се споредни информации, филмови. Се направи убава работа со тоа што се синхронизираа филмовите, посебно турските серии со македонски говор, меѓутоа се искупи титлот нешто што целосно ги лиши од гледање на таквата содржина лицата со оштетен слух. И тоа е нешто што можеби може да се врати, не премногу би чинело, ама ќе има добар импакт врз нивното вклучување во општеството.
Многу важна работа е кога ги пласирате вестите за лицата со интелектуална попреченост, Даунов синдром и слично, информациите да не бидат со премногу долги реченици, комплицирани реченици, да не бидат обезличени со се случи тоа без да има вршител на дејството во реченицата. Една таква препорека морам да упатам за тоа што овие лица не секогаш разбираат што сакате вие да кажете со некои метафорични изрази. Потребувате чист јасен јазик, посебно во вестите што се важни за целата јавност. И на почетокот ги спомнав двата модели, сакам уште еднаш да ги потенцирам. Користете го општественото гледиште, градете свест во јавноста дека општеството е тоа што треба да се промени, не едно лице во количка попречено од самото тоа што е во количка, ако не може да ги искачи скалите, туку тоа што нема рампа е проблемот во општеството. И сврзете малце вниманието кон самото општество. Затоа што лицата со попреченост се тие, медицината полека ќе напредува и некои работи ќе ги решава, меѓутоа навистина општеството е тоа што може многу работи да ги смени, да им го олесни животот, а вие медиумите имате таква речиси неограничена сила да го креирате тоа јавно мислење и искористете таа ваша сила. Тоа е тоа од мене и благодарам. Му благодарам на Кристијан. Јас само би го запрашал каков исчекор представува користењето на синтетизаторот Кико и дали е, што би значило ние кога би го употребиле како алатка за нашата веб страница? Јас синтезизаторот Кико ќе кажам дека тој веќе се употребува од страна на лицата со оштетен вид и лицата со дислексија и е нешто што представува секундарен софтвер што се комбинира заедно со читачите на екран како примарен софтвер. Малку е комплицирано да се објасни тоа сето, како функционира. Треба повеќе време, меѓутоа вие не би требало да трошите премногу енергија на тој дел. Фокусирајте се на правење сајтови што ја следат веб пристапноста, онака како што тоа го препишуваат стандардите за веб пристапност. Тие стандарди постојат на интернет, се јавно достапни, моментално се унапредуваат на 2.2 верзија. Искористете ги тие стандарди во вашите веб сајтови, тоа ќе биде сосема доволно. Правењето на сајтови што имаат вакви алатки како читачи за екран во самиот сајт не носи преголема разлика. Зошто? Затоа што едно лице со целосно оштетен вид прво треба да го вклучи компјутерот, да ја најде иконката на Google Chrome, да може да го искуца вашиот вебсайт, кога ќе влезе дури тогаш ќе може да го користи аудиочитачот ако вие го интегрирате во самиот вебсайт. И тоа би било на некој начин половично решение. Како ќе дојде тоа лице до вашиот вебсайт ако претходно не му биде обезбеден аудиочитач ни самиот File Explorer за да стигне до Google Chrome, па таму да може да искуца и да слушне што е искуцало. Тоа веќе е решено. И јас би апелирал и до вас и до сите медиуми да се фокусираме сите заеднички на исполнување на стандардите за веб пристапност и дигитална пристапност, кои што се многу јасни и мислам дека тоа е тоа што самата Европска унија го бара. Сега имаат веќе пред една-две недели беше прославата од 2 годишнината на директивата, Европската директива за дигитална пристапност. И тоа беше еден убав настан, каде што сите земји имаа направено, сите земји што се од Европска унија, имаа направено мониторинг на нивните веб сајтови, на медиумите, на институциите и имаа детектирано слабости кај тие медиуми и институции. Тоа кај нас можеме да го направиме и пред да не обврзи таа Европска директива, па да видиме што може да направиме или да направите вие како медиуми, како агенција. Но не трошите премногу ресурси на решенија што вака изгледаат фенси, но не се секогаш корисни. Тоа е мојот одговор. Благодарам, Кристијан. Сега би ја повикал
Елена Кочовска е активистка за човекови права, меѓутоа е исто така и истражувач и програмски директор на Полио Плюс. Многу интересно е дека многу од наодите кои што ги имаме ние констатирано со нашите истражувања за потребите на лицата со попреченост се совпаѓаат со она што таа го има истражувано. Не знам колку е тоа добро или лошо, затоа што веќе можеме да зборуваме за неколку години дека немаме некое значајно поместување во овој сегмент. Меѓутоа, тоа значи дека треба да ги повторуваме што почесто наводите. Ќе замолам Елена таа да го земе зборот и да ги објасни на вистина што значат потребите на лицата со попреченост од медиумите и нивната може би двострана функција и во портретирање на лицата со попреченост и овозможување редовните програми да бидат достапни за лицата со попреченост. Повели Елена. Благодарам. Се слушаме? Да. Благодарам, Саше, почитувам господин директор Зоран, представници и учесници кои што најдовте време да се приклучите на ова дебата, работилница, која што е пак многу ретко да се види, имајќи во предвид дека ние често имаме различни настани по различни области. Меѓутоа, многу ретко зборуваме за медиумската писменост и лицата со хендикеп. Не дека не сме свесни, но некако тоа прашање или не представува проблем да го отвориме како дебата, или пак едноставно го занемаруваме затоа што не е на високо ниво поставено во дневно-политичката агенда, што секако и медиумите, една од главните работи е да објавуваат што е приоритет, што е важно во моментов за самата држава и што е она што најмногу ги засега пред се самите граѓани. И са во таа приказна некако граѓаните со хендикеп сме изоставени. Постојат поголем број на причини, меѓутоа првен ќе почнам со тоа што сепак во овие изминати години, барем од како и постои Полио Плюс, заедно и со Агенцијата за аудиовизуелни, и со вас медиумите, и со дел од другите актери во оваа област, сме покренувале различни иницијативи и активности во насока на промовирање на прашањето на лицата со хендикеп како дел од човековата разноликост, како прашање на човекови права. Нешто што сме го правеле уште пред нашата држава, Македонија, да пристапи кон ратификување на Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп. Господинот Зоран ја спомна и Европската директива, и Сашо, зборуваме за европските директиви, меѓутоа ние мора како држава да бидеме свесни дека и Европската унија, како унија за прв пат, од 2006 ја ратификува оваа Конвенција за правата на лицата со хендикеп и од 2006 година и Европската унија има обврска сите своји директиви да ги усогласува со Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп. Ова конвенција е многу значајна, затоа што ги надополнува тесните празнини или празнините кои што постоја во претходните меѓународни конвенции, почнувајќи од Меѓународниот пакт за граѓански и политички права, пактот за економски и социјални права, Конвенцијата за правата на детето, па дури ако сакате и последната Истанбулската конвенција ја надополнува линијата особено за граѓаните со хендикеп. Господинот Зоран спомна за економските и социјалните права и делот кој што може би ние не сакаме да го прифатиме е дека всушност правото на слобода на изразување не е економско и социјално право, е граѓанско право, политичко право, уредено уште со Меѓународниот пакт за граѓански и политички права. И ова право уредено во Конвенцијата
ја обврзува Македонија, не обврзува нас, медиумите, обичните актери, па дури и граѓаните, дека ние треба да направиме таква опкружувачка средина, каде што секој еден граѓанин со хендикеп, без разлика на состојбата на хендикеп, ќе може да прима, да обработува, но во исто време и да го искажува своето мислење на јазик и формат кој што му одговара на лице. Тоа бара промени во нашето обкружување, тоа е да се обезбеди пристапност, но пристапност не е само од аспект на физичката пристапност, онако што го спомна Кристијан, да обезбедиме рампа. Бара да си го направиме средината целосно, комплетна пристапна, од аспект на физичка пристапност, пристапност до информацијата, пристапност со комуникацијата, до технологиите, интернетот, каде што граѓаните со и без хендикеп ќе можат да комуницираат, да ги остварат своите права, да го изразат и ги искажат своето мислење. Тука е можеби најголемиот проблем во нашата држава, затоа што нашата држава е пред се физички непристапна. Медиумите, ако ги погледниме, нивните објекти се физички непристапни. Информациите кои што ги објавуваат се во непристапни формати, па дури на интернет информациите повторно не се пристапни. Имавме изработено и софтвер, ХИКО, СУЗИ, имаме одредени иницијативи, меѓутоа повторно дали поради небрижности на нашата влада, но и на нас самите и организациите на лица со хендикеп, овие софтвери некако не наидоа на промоција, нити пак истите се употребени, па дури ако сакате и од самата влада. Владата ги изработи заедно со организациите на лица со хендикеп, меѓутоа владата не ги ни постави на својот интернет сайт. Клучниот момент покрај пристапноста и обврските кои што ги имаат медиумите е да обезбедат програми и содржини во пристапни формати на различни јазици. Интересно е тоа што ова конвенција дава дефиниција за јазик, нешто што ние повторно го занемаруваме и не се однесува само за знаковниот јазик. Ние имаме и тактилен јазик. Имаме аугментативен јазик, лесни формати на говор, лесни формати на изразување. Меѓутоа, повторно, свесно или несвесно, се ограничуваме само на она кое што ни е познато или пак прифатливо. Како за вас, заедницата без хендикеп, така и за нас, лицата со хендикеп. И ние помеѓу нас самите не си ги промовираме новите форми, новите јазици, она кое што самата конвенција не обврзува да го направиме тоа. Кикоја спомна промовирањето, односно портретирањето. Тоа е дополнителна обврска која што ја имаат медиумите и е клучна. Затоа што со векови лицата со хендикеп секогаш биле портретирани како некои кои што се насилни, сиромашни, имаат потреба стално од помош, стално некој треба да се вртка околу нив за да им помогне, немојкни. Конвенцијата ве обврзува во секоја една ваша промоција, секој искажан збор, секоја информација, во секоја една област да ги вклучите лицата со хендикеп од една страна, но и да ги прикажете во поинакво светло. Тоа значи дека кога имате дебати, дебатите не треба само да ви видат за бариерите или рампите со кои што се соочуваме. Може да ви бидат, не знам, економската ситуација која што во моментов е засега цела држава, сите граѓани, ама не засега и нас. Па да повикувате и експерти, односно лица со хендикеп, кои што се експерти во таа област, па да ви дадат мислење. Ова е од причина што често ние, кога сме присутни во вашите медиуми, на дебати,
сме исклучиво повикани само да зборуваме за нашиот живот. Што бара и води кон една друга обврска лажа, а тоа е дека новинарите и медиумите ќе мора малку повеќе да се да ги донаградат своите познавања за оваа проблематика, за да го меинстримираат, односно вклучат ова прашање во секоја една област. Затоа што лицата со хендикеп се граѓани како и останатите. Имаат своји познавања, се експерти во различни области и треба да бидат застапени, промовирани, да бидат присутни во различните дебати кои што ги организирате или ги отварате, а исто така го засегаат нашиот живот. Клучен е еден важен момент, кој што е обврска на медиумите, а исто така често го занемаруваме, а тоа е обврската да вклучите. Зборував за претходно обврската да вклучите како гости, експерти, дебати. Врската за вклучување и активно застапеност се однесува да и ние бидеме дел од вашите тимови. Тоа значи уредници, новинари, ваши колеги, соработници од терен или во вашите простори, треба да бидат и лицата со хендикеп. Повторно, без разлика на состојбата на хендикеп. Често и може би најголема бариера тука и отпор се појавува. Па добро, нема едуцирани, ние сакаме да ве вклучиме, еве, се отворено. Но немаме едукација, што повторно не враќа на можеби основните обврски кои што ги имаме сите ние, а тоа што правиме и како медиуми, кога го отвараме прашањето за едукација, каде и на кој начин сме ние вклучени во целокупниот образовен систем. Зошто на катедрите за новинарство нема лица со хендикеп? Обврски имаме доста. Мило ми е што пред COVID е започнат процес за саморегулирање на медиумите. Меѓутоа, јас би ве посоветувала да не се држите само за Европската директива, туку пред вас да ги земите, да ја земите на кој што ние го викаме четиво главно, а тоа е Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп, затоа што правото на слобода на изразување е граѓанско политичко право, а вие како медиуми и наши сојузници, кои што треба станите, ќе бара поголема и одговорност, особено околу делот за промовирање на пристапот за човекови права кон заедницата со хендикеп. И можеби во иднина исто така треба да направите напори да соработувате повеќе можеби со организациите на лица со хендикеп, да побарате помеѓу вас самите експерти на лица со хендикеп по различни области, кои што нема само да придонесат да имате некоја различност на самата дебата, во вашите содржини, програмски содржини, туку ќе дадат придонес да заеднички изградиме ова наша држава како права, вистинска, демократска држава, каде што и граѓаните со хендикеп, ние ќе може подеднакво да придонесеме во градењето на сите процеси. Благодарам. И благодарам на Елена за инспиративниот говор, кој што навистина ги опфати аспектот на човекови права, кој што сметаме дека е исклучително важен, интуитивно некако и кога почнавме со работата на медиумска писменост, ги откриваме сите аспекти токму низ човековите права на синтагмата медиумска писменост. Претходно имавме настани кои што беа поврзани со родовата еднаквост и медиумската писменост. Сега ова е еден исклучително важен аспект на диверзитетот, односно разновидноста кој што го вклучуваме оваа година. И практично со овој настан се обидуваме да му дадеме посебно значење,
А меѓу другото, за време на деновите на медиумска писменост беше организирана и филмска програма за лица со попреченост. На овој начин сакавме да ја некако мобилизираме јавноста, па и овој дел од културниот живот, киноприкажувањето, за потребите на лицата со попреченост. Исто така во филмската програма беа вклучени филмови тематски, кои што се придружени со разговори со психолози, за 3 области. Меѓу другото, едниот филм се однесува на животот со Даунов синдром, еден е за зависноста од видеоигрите и третиот е за булингот. Ги сметаме сите овие значајни елементи на медиумската писменост. Она што всушност нас ни беше и конкретен поттик за ова е работите на кои што застанавме пред ковидот, постигнувањето на согласност за саморегулација. Да подсетам, радиодифузерите имаат обврски во врска со известувањето кои произлегуваат од изборниот законник, да обезбедат пристапни програми. Меѓутоа, исто така, покрај јавниот сервис кој што веќе има обврски, нови обврски по директивата, според променетиот член, практично со промената на директивата, најзначајниот сегмент кој што кај што предстојат промени е членот 7 и предстои согласување токму по ова прашање. Ние сметаме дека е подобро самите радиодифузери да го преземат процесот, дали тоа ќе биде навистина само регулација или ќе биде корегулација со регулаторот, останува да се договориме, меѓутоа имаме веќе направено нешто од каде што можеме да продолжиме понатаму. Ве замолил сега за, доколку имате некакви прашања, до мене, до директорот или до панелистите, до Елена и до Кристијан, повелете да слушнеме. Благодарам. За тие што не ме познаваат, јас сум Зоран Фидановски, член на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Внимателно ги слушав сите досегашни говорници, ми се допадна инспиративните искажувања. Јас малку ќе коригирам, нема да ме замере почитуваната панелистка, нема лица со хендикеп, има лица со посебни способности или со попреченост во одредени работи. Мислам дека така е, според мене е така поисправно. Нема да замерите за оваа корекција добронамерна, затоа што убеден сум дека тие лица имаат можеби визија која што другите лица останатите ја немаат во себе. За многу работи. Споменавте она што ми остаи впечаток во вашата дискусија околу вклученоста на таквите лица во сите сфери на општественото живење, па и во одредени медиумски настани и настапи да не бидат само поврзани со нивните тешкоти или со тешкотиите со кои се соочувуваат во секојдневието, во нивниот живот. Ја ќе наведам само две имиња што се светски познати. Едниот е Стивен Хокинг, го знаеме сите кој е, а човекот беше лично со посебни способности, гениален ум и така натаму. А вториот беше политичар кој што беше 10 години скоро министр за финансии на Германија, Волфганг Шојбле. И двајцата беа лица со посебни способности. Ништо од тоа не им пречеше да бидат вклучени во сите научни, стручни, политички, економски, финансиски и ред други дебати, текови, случувања и сите настани поврзани со тоа. Мојата поента на ова е дека општеството е тоа што треба коренито да
да го промени пристапот по овие прашања и по овие теми, ако сакаме да имаме нормализирање, нема да речем инклузија, инклузијата е нешто што се подразбира, нормализирање во односите меѓу сите луѓе, затоа што ние пред се сме луѓе, а после се останато доаѓа на ред. И мене ми искрено жал, затоа што еве и денеска гледаме само една камера на оваа дебата, а да речеме треба да имало макар малку повеќе за да се слушнат овие размислувања и за да се направи од утре една нова страница да се проба да се направи во пристапот медиумски кон лицата со попреченост и со посебни способности. И господинот Трајчевски и Сашо спомена дека агенцијата нели им укажува постојано на медиумите дека во своите програми треба што почесто да или најмногу што е можно да ги направат достапни за ваквите лица. Се уште тие наши апели, ќе речам, не се доволно реализирани, не по наша вина, по вина на, условно речено, вина на медиумите, но ја искрено се надевам дека тоа ќе се случи, ќе се промени час поскоро, затоа што стереотипите и предрасудите кон маргинализираните групи не треба да се гледаат во општество, за жал се гледаат пред се само најчесто од етнички или од полов, родов аспект. А забораваат дека постојат и еден куп други такви, условно речено, групи кои што се не по своја вина во таква позиција и не по своја вина, уште помалку, општеството така ги третира. Се надевам дека ќе се промени. Ви благодарам. Би сакал да кажам дека 18 беа пријавени радија, односно телевизии дека ќе присуствуваат, а сега можам да забележам јавниот сервис, ТВ Тера, Телма, Алфа, да, ТВ Коха. Да, Коха и Тера. Да. Јас само сакам да кажам малку коментар, не коментар, него чувство која зборуваше Елена, неколку пати употреби ваши и наши, тоа покажа дека има голем јас и се делиме на две групи на општеството, че не припаѓаме на исто општество и треба да направиме и ние како институција и другите државни органи многу повеќе, бидејќи не треба да има ни наши ни ваши, треба да видиме само ние, бидејќи сме дел сите заедно од ова општество и да се потрудиме во иднина да го отстраниме чувството кај оваа група на наши сограѓани дека нас не рачунаат, дека сме ние друга категорија на граѓани кои што се во многу поповластена положба отколку лицата со посебни потреби и лицата со попреченост. Ако може само нешто да додадам, како што спомена и Зоран Фидановски, и директорот. Она кое што мислам дека вие медиумите не го согледувате е колкава полезност и колкав благодет ке имате доколку вашите програми си ги стварно направите пристапни и достапни. Ке го спомна за дел, може би, од состојбите на хендикеп кои што им требаат такви вакви. Сите тие формати се корисни за сите луѓе и без хендикеп. Ние забораваме дека во нашава држава имаме и повозрастни граѓани. Ниту им требаат, тие вас ве гледаат. Тие ги исто ги примаат, воспримаат тие информации. Имаме исто граѓани кои што ни се неписмени. Значи, поширок е благодетот од обезбедувањето на пристапната информација. Повеќе ќе имате различна критичка, можеби, маса, која што пак таа води кон напредок. И тогаш ќе не имате и нас. И ние сме ваши консументи од другата страна. Запрашајте се колку дел од различните квизови, информативни емисии, каде што навечер, кога се гледа, се вклучени лицата со. Никој.
Дури утринските, ако ги земиме ваши програми, каде што колку се пристапни телефоните за да ви се јават гледачите со хендикеп. Затоа се изголемува тој јас, каде што ние не може да комуницираме со вас на различни основи. Но и не сме дел од вашата група, не сме новинари. Стално сме корисници, меѓутоа од другата страна. Има одредени иницијативи, велам, од поединци и поедини телевизии, меѓутоа тоа не е системски. Идејата и обврската согласно конвенцијата ви е да само да себе имате можност да се регулирате, сами да си ги направите обврските да ви станат ваше секојдневие. Затоа што може би ние ќе не притисне Европската директива, но повторно ние од ова страна ќе ви кажеме тоа нема да биде доволно, затоа што врската ви е конвенцијата за правата на лицата со хендикеп. Голем проблем кај нас е исто така именувањето, вие ги спомнавте, посебни способности, јас зборав хендикеп, посебни потреби, ки го кажа, и инвалидни, и така натаму, и така натаму. Нешто кое што повторно влечи корени од тоа како ние ги гледаме лицата со хендикеп. Но го потенциравте еден дел, во еден момент делот кој што и самата конвенција ви кажува и ни наложува. Не е проблемот во лицето со каква и да е состојбена попреченост, хендикеп. Проблемот е државата, општествените културни стандарди и вредности кои што треба да се променат и да прифатат дека нашата, по наводници ке ставам, ненормалност, дали е околичка, без раце, без нозе, различен тик, различно однесување, е нормално. А вие ја имате клучната алатка во тоа нешто. Вие треба да кажете дека е нормално да се биде во количка. Ненормално е да немаме непристапна средина. Нормално е лицето да нема глас. Меѓутоа, нормално е да ги употребуваме знаковниот јазик, тактилниот формат, другите алтернативни форми. Нормално е. Еве, за иницијатива, често викам, земете за проба како би изгледала едни вести да ги организирате, односно да ги води лице кое што е глуво. За проба. Видите каква ќе имате реакција. Иновативен пристап. А колкава промена ќе направите? Би сакал уште да потсетам во овој контекст на она што го имавме, а го употребивме веќе неколку пати во средбите кои што се однесуваат на инклузивноста и пристапноста на програмите, е тоа дека од BBC направиле мерења на гледаноста на програмите кои што се пристапни и заклучуваат дека со овозможување на пристапност на програмите гледаноста е зголемена за 18%, што е исклучително значаен момент. И тој се однесува понатаму на многу аспекти на привремена спреченост на лицата да следат некоја програма. Без разлика дали се со трајна попреченост или е тоа само моментална некаква попреченост. Голем дел од лицата кои што не го знаеле добро англискиот јазик, ја следеле, токму тоа им помагало да ја следат програмата, а исто така на луѓе кои што биле во средина каде што не може да се слуша програмата, да ја следат на тој начин. Сметам дека и нашите медиуми треба да го имаат ова предвид исто така, па ако е и на експеримент, чисто можат да започнат да видат какви ќе бидат резултатите од такво емитување на програма. Еве, Сташо ме коригираше, јас исто ќе се коригирам со тоа дека има представници на повеќе медиуми. Ме радува тоа што е така. Ја видов само една камера и така го бројам моментот. Апсолутно
сум согласен, да, дека пристапот по овие прашања мора да се промени. Спомна Кристијан беше, ако да. Значи, ја спомна рампата. Рампата во главата кај луѓето е најголема. Кога таа ќе падне, после се креваат и рампите на сите места во секојдневието. Мене ме радува што во секојдневие се повеќе, например, стамбени згради прават пристап за лица со посебни способности да можат непречено да се дојдат на гости кај луѓе кои што живеат таму. Ме радува тоа што се промени и јавниот превоз така. Ме радува што иако е минимално постојат оние во сред пешачките тротоари, посебни гумирани зони, ќе ги речам, за лица што имаат оштетен вид. Тоа се минимални чекори, но ода чекор по чекор. Верувам дека тие чекори мора да бидат побрзи, не смеат да бидат толку спори, и дека треба да што повеќе да ги гледаме во секојдневието, тоа да ни стане навика, не да биде да се чудиме на тоа. Тоа да не биде светско чудо, него нормално секојдневие. Толку. Добар ден, моето име е Тања Митевска, јас доаѓам од мастер, односно од платформата Глеј. Ние конкретно нудиме услуги по барање, тоа е стриминг платформа. Ке зборувам сега јас малку за пристапноста, нели? Уште при самото отпочнување на платформата, нашата цел беше, нели, да обезбедиме пристап до нашите содржини, значи тоа се филмска и серијска програма, особено за лицата со оштетен слух. Како проект го започнавме тоа, значи со нашите соработници преведувачи седнавме и најдовме начини како сето тоа, нели, да го организираме. Дел од содржините веќе почнавме да ги правиме на тој начин, со отворени наводници, затворени наводници, нели, текстуално, онака како што, нели, се пропишуваат правилата при титлување на таква содржина. Каква пречка наидовме сега? Поддршката, што вие постојано ја спомнувавте. Значи, ние како индивидуалци, како даватели на услуги, сакаме тоа да го оствариме. Го отпочнавме, меѓутоа, поддршката во ресурси, се обративме до повеќе институции, до повеќе, да речеме, и приватни компании, сето тоа заеднички да го реализираме, меѓутоа, нели, немавме баш некој успех во позитивен, да речеме, одговор. Тоа некако заеднички да го направиме. Значи, ние ќе се трудиме и понатаму тоа да го спроведуваме, меѓутоа нема да оди така брзо. Еве, во моментов реално сме малку застанати во тој однос, ќе продолжиме. Оно што го рековте, општеството, системот, сите инволвирани треба малку, мислам дека да седнеме и заеднички да најдеме како сето тоа да го направиме. Се волни да соработуваат, да го научат и тој начин на работа, нели, за да обезбедат посеб, меѓутоа навистина ни треба една малку поголема заедничка поддршка. Добар ден на сите. Ви посакувам успешна работа. Добре. Јас сум член на Комисија за спречување и заштита од дискриминација. Со Елена имаме одлична соработка. Нашите напори водат кон тоа да се ставиме во улога да сториме се што е во нашите рамки, да излеземе во пресред на категоријата на ова граѓани. Комисијата од која се воспостави ги одреди стратешките цели, го одреди тежиштето на работа и приоритетите. Македонија е земја на вистина која тежне кон отворено, да гради отворено општество, толерантно, со достоинство и интегритет, но сепак тоа останува декларативно. Во пракса, во нашата основа на дискриминаторско работење, една од основите е и попрешеноста. Во областите на кои работиме е јавното информирање и медиумите, согласно членот 3 од нашиот закон.
Досега представки во оваа проблематика пристигнати се до комисијата негде 8. За едно лице е утврдено дискриминаторско однесување и то таа представка е по службена должност, не е поднесена од граѓани. Имаме 2 јавни препораки. Едната е за лицето со попреченост на гласачки места. Елена така мислам беше. И уште едната е за вакциналните пунктови. Така да ние како комисија сме комплетно ставени во улога да сториме се што е во наша надлежност да го сработиме нашиот дел работа во оваа проблематика. До денес представка, многу малку имаме представки добиено по оваа проблематика, значи ако сме изработили до сега околу 600 представки, 7 до 8 представки, мислам дека се малку. А веќе зборуваме за толку многу проблеми во оваа сфера. Граѓаните сакам да ги охрабрам да поднесат представки. Правната заштита е бесплатна. Државата гарантира еднаквост и еднаква правна заштита преку органите кои се надлежни за таа проблематика. Тоа се телата за еднаквост, родниот програм и тоа заедно со нас заедничките делуваме каде што треба да излеземе пресуд на овие граѓани. Повелете. Ова е исто така едноплатено прашање, затоа што отвори едно многу значајно прашање колку пак од друга кога станува збор за одредени клучни моменти за подигнување на јавната свест и кај нас лицата со хендикеп, но и кај вас охрабрувањето на граѓаните, колку во основа ги пренесувате тие информации како медиуми. Знаете ли дека имаме, например, ова година имаме втора пресуда судска за директна дискриминација кон лицата со хендикеп заради необезбедување на пристапност на изборно, на остварување на гласачкото право. Значи, донесена одлука, судска. Меѓутоа, ниеден медиум не ја спроведе. Имаме од пред 4 години прва судска, па исто така необезбедување на пристапност на локално ниво од општина Делчев. Меѓутоа, никогаш овие информации, за кои што многу силно ние се бориме и многу тешко ги остваруваме низ судскиот механизам, например, низ медиумскиот етер, никогаш не нашле ни соодветно место, барем да се спомнат, како ништо друго. Членот од комисија исто заборави да каже дека има представка во поснов на говор на омраза. По службена должност. Само што не ме задоволува што толку голем број на граѓани никој не се охрабри да поднесе представка за лице кое си взело за право да навредува категорија на граѓани и тоа е експонирано во јавниот и политичкиот живот, но благодарение на нашата внимателност ние отвориме постапка по службена должност и утврдиме дискриминаторско однесување со препорака да се извини. За незадоволство вршителот на јавната функција благовремено во законски рок согласно препораката се извини до категоријата која беше засегната на граѓани и на тој начин таа представка е затворена. Елена знае дека ние сме посетувале и затвори, и училишта, а во секој момент, секаде каде што сме имале информација, ние сме се појавувале без никаков проблем. За финансиските средства, често ние или од државата кога бараме да се исполнат обврските кои што си ги имаат сите институции на било кое место, прво и клучно прашање, знаете, во моментот немаме пари.
економска криза е, политичка криза е. Сега, со тек на време ќе ги правиме работите и така натама, има многу добри иницијативи кои што можат системски да заживеат. И затоа тука е она кое што и вие обврски од конвенцијата, заедно со организациите и со лицата со хендикеп да барате од државата, од годишниот буџет. Државата мора да издвојува пари за оваа проблематика. При тоа мора да имате во предвид дека ние мора пак да имаме право на избор, дали ќе сакам да ми се појави титул или не. Новите технологии ќе мора да ги вградувате во вашата работа, која што секако бара и пари, бара и надградба на знаење на персоналот и така натаму. Меѓутоа, тоа мора заедно да го бараме од државата за да го обезбеди. Но при тоа не може само да чекаме и од државата. Мора и, како што сте започнале, да се саморегулирате. Завршете го процесот. Затоа што за 2 години ние повторно ќе поднесеме извештај до Обединетите нации, до комитетот, каде што по основ на медиумите повторно ќе бидеме критикувани и вие, како и самата држава, дека сме подвалиле во однос на обврските кои што ги имаме од Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп и дека не сте ги обезбедили условите за да ние ги уживаме правата на еднаква основа со вас. Јас мислам дека подобар заклучок за овој состанок и не е потребен. Навистина ги имаме сите елементи овдека. Изработивме веќе многу, сега треба понатаму само да продолжиме и мислам, очекувам понатаму поголем одзив само од медиумите. За ова и веќе направивме и централна точка за поднесување на представки по однос на незадоволство на лицата со попреченост, а тоа е адресата достапност.мк, на која што и се разменуваат информациите. Тоа е централна национална точка. Не заживеа и таа беше инициирана уште 2020 година, но очекуваме дека ќе имаме значајно поместување сега во пост-ковид периодот понатаму. Би сакал да ја заклучам овдека оваа работилница и да ве поканам на мал коктел. Ви благодарам.